Во својата предизборна програма Јорданов и ДПМНЕ ветува изградба на достоинствено место за престој на уличните животни, односно напредување на условите на постоечкиот стационар и подобрување на условите во зоолошката градина. Рокот помина, реализација на проектите нема, потенцираа денеска од општинската организација на СДСМ Штип. Додаваа дека Јорданов ги злоупотребува најмалите за да ги промовира подобрените услови во зоопаркот Бриони. Рокот предвиден за реализација на овие проекти од изборната програма на Јорданов одамна помина, односно истите требаше да бидат завршени до крајот на 2022 година. Наместо реализација на овие проекти, Јорданов и ВМРО ДПМНЕ дозволија веќе постоечкиот стационар за престој на бездомните животни да се руинира и пропаѓа, а бројот на бездомните животни на улиците на Штип секојдневно расте. Штипските улици станаа небезбедни поради несоодветниот третман на уличните животни, а при тоа општината исплаќа и голем износ на средства по однос на тужби од нападнати граѓани. Апелите и барањата на граѓанските организации кои што се залагаат за благосостојба на животните, поврзани со несоодветните услови, односно живеалиштата во зоопаркот Бриони, меѓу кои е и последниот случај со малата лисица, Јорданов и ДПМНЕ целосно ги игнорираа и преку настани организирани во зоопаркот се обидоа да ја манипулираат јавноста, сакајќи да прикажат дека граѓаните се задоволни од условите во зоолошката градина. СДС наместо да се занимава со проекти за граѓаните, својата неспособност ја прекрива со секојдневни пресконференции, одговорија од општина Штип. СДС како партија на централната власт наместо да се занимава како да ги зголеми пензиите, да ги подобри условите во здравството, да ја доврши клиничка болница во Штип и да најде решение за економскиот колапс во кој што се наоѓа државата, секојдневно нивната неспособност ја прикриваат со дневно политички пресконференции. Кога веќе зборуваме за стационар, да ги подсетиме дека нивен градоначалник, а сегашен министер за транспорт и врски, напразно има потрошено 3 милиони динари народни пари за стационар кој беше затворен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, поради немање основни услови регулирани според Закон за заштита и благосостојба на животните, стои во писмениот одговор испратен од страна на општина Штип.